До крајот на годинава земјоделците може да достават барање за легализација на изградените објекти, фарми на градежно земјиште. Со измените на Законот за постапување со бесправно изградени објекти под надлежност на Министерството за транспорт и врски, рокот за легализација на диво изградените објекти е продолжен за 1 година. Барањата за легализација треба да се поднесат во општините на живење. Продолжувањето на рокот е со цел да им се излезе во пресрет на големиот број на граѓани, вклучително и на земјоделците кои досега не ја завршиле постапката за легализација. Досега бројот на земјоделските стопанства и чииште објекти се легализирани е исклучително мал и поголем број од истите ја немаат искористено можноста која имаше понудено законот. Нерегуларниот статус на објектите за земјоделска намена на градежно земјиште негативно влијае на можноста за модернизација и реконструирање на земјоделските стопанства кои се занимаваат со сточарство и ги оневозможува стопанствата во користење на државната финансиска помош за земјоделството. Можноста за легализација на фармите е од голема важност за земјоделците. Со стекнување имотни листови самите фарми ќе добијат и финансиска вредност, која што земјоделците ќе може да ја искористат за подигнување на кредити за реновирање на модернизација на фармите. Воедно со легализацијата ќе може да остварат право за аплицирање за мерките од ДИПАРТ програмата и од националните програми, што ќе влијае врз обемот и квалитетот на производството. Според Законот за земјоделско земјиште, право за легализација имаат објекти за примарна обработка на земјоделски производи, односно градби наменети за одгледување на добиток и риби, на ветеринарно здравство и здравствена заштита на луѓе, за сместување на опрема за одржување на квалитетот на водата и животната средина, лаборатории за преработка на примарни земјоделски и сточарски производи и риби, за сместување на опрема за следење на квалитетот и безбедноста на примарните сточарски и земјоделски производи и на производите добиени од нивна преработка, за сместување и одржување на земјоделска механизација, приклучна опрема и други превозни средства и опрема на стрешници, за складирање, физичко обезбедување, оградување на објектите за примарна обработка на земјоделските производи, прием, чување и пакување на примарни земјоделски и сточарски производи за храна за животни, за администрација поврзана со земјоделската дејност, резервоари за вода, продолжен простор за производите добиени од земјоделската дејност, за времено сместување, исхрана, едукација, рекреација и продажба на производи за потребите на домаќинствата на лицата ангажирани во производството на примарни и преработени земјоделски и сточарски производи, за производство на вино, собирни центри за млеко, печурки и лековити растенија, кланички капацитети за аутопсија на мртов добиток, крематориум за мртов добиток, пречистителни станици за хидромелиоративни работи и градби наменети за уредување на земјоделското земјиште.